Благодарам. Колешке Лукаревска, кажав јас, факт е дека економијата не чинеше пред да дојде и пандемијата кај нас. Тоа е факт. Инаку дека ќе останеме имуни и на пандемијата и на падот на економијата во регионов, логично е дека нема да останеме. Кажав и дека големи економии паднаа на колена, ама не чинеше економијата во нашава држава и пред да почне короната. Не ве разбрав зошто министерот Филипче е во незавидна ситуација, навистина не знам, клише некое ви е вода искажано. И јас имам право, не знам зошто ви е во незавидна ситуација. Јас имам право да зборам за сите граѓани кои што ме гласале, вклучително и студентите. Студентите, оние кои што ги организиравте во пленуми и ги искористивте за да дојдете на власт, а потоа шарените ви искажуваа незадоволства по Facebook мрежите за тоа како сте ги искористили и сте ги оставиле на цедило. Пред фактите и боговите молчат. Па така, бројот на вработените во јавната администрација постојано расте. На почетокот на оваа 2020 година, бројот на вработени лица во јавниот сектор го достигна рекордот во историјата на Македонија со 132.900 административци. Тоа е за околу 3250 нови вработувања во споредба со состојбата на почетокот на 2017 година. И ова се податоци објавени од Министерството за информатичко општество и администрација. Тоа што не е содржано во овие извештаи е бројот на нови 4000 на вработувања во предизборниот период, кои само за договори на неопределено време се движи на нови 4200 вработувања. Бројот на договори на неопределено време и бројот на случајни договори за привремено вработување е далеку поголем. Таков е случајот и со општината Куманово. За тоа претходно зборев на политички подобни и политички неподобни општини. Се што кажувам во име на граѓаните кои што ме гласале. Нема ништо од помпезно најавуваните електронски услуги за граѓаните, наместо услугите да бидат упростени, посигурни и поевтини, граѓаните се соочуваат со се поголем број административни бариери, правејќи ги постапките далеку бавни и несоодветни, недостоинствени. Наместо услуги по електронски пат, претходните години граѓаните беа сведоци на се подолги редици пред шалтерите на институциите. Сето ова што го зборувам, всушност, не само во име на граѓаните, го потврдува и ребалансот. Затоа што владата ваша на СДСМ предлага дополнително кратење во програмата за реформа на јавната администрација за цели 42%. И програмата за развој и имплементација на ИКТ технологии за 31%. Кога владите во Европа превземаат мерки COVID-19 кризата што помалку да се одрази врз работата на институциите, во Македонија со власта на СДСМ се е обратно. Наместо одлучност за инвестиции во зајакнување на компетенциите на јавната администрација и развој на ИКТ технологијата и на ИКТ проектите во институциите, за олеснување на пристапот на граѓаните. Ова се случува, како што кажав, во поднаводници вашето еднакво општество за сите. Ако Уставот ни пропагира и делегира дека ние сите сме еднакви пред него, вие сосема на дело покажавте дека немате еднакво или едно општество за сите. Ви благодарам.